може да го изразя моето задоволство, што ми се пружи можност 3 дена да присуствуваме на обука. Сите 3 дена, првиот ден комуникацијски вештини, вториот и третиот ден нови ниво медицина на трудот, многу корисно, многу нови работи чувме, кои ќе ни користат во понатамошното работење за како ние би станале по-добри лекари по медицина на труд и се разбира главната работа како би извршувале нашата работа по-соодветно, по-добро, по-квалитетно за бенефит на работниците, кои што ми се цялна група. Во однос на цела ова работа, бенефитот е тоа што прво во една релаксирана, пријатна атмосфера научивме нови работи, меѓутоа работилницата беше да се слушне, да има дружење, нели, да се слушнат проблемите наши, да ги дефинираме проблемите и да понудиме решение. Значи во насока на нашето функционирање како лекари по медицина на трудот, во евентуални измени во Законот за безбедност и здравје при работа. И јас уште еднаш го изразвам моето задоволство од одржаната обука и сметам дека би било корисно праксата да се продолжи и понатаму. Малце би сакала за првата обука, мислам дека бевте и вие за комуникацијските вештини. Се среќавате прв пат со една ваква обука, овие актуелните теми, верувам дека ги вработувате почесто. Значи, јас лично имам и претходно сретнато со слични обуки, меѓутоа не биле оволку екстензивни, не траеле толку долго и предавачот беше одличен, значи без се вака да филуваме било што, одлично беше се тоа. Колку се важни комуникацијските вештини? Затоа што многу често се среќаваме, не знам, насилство од пациента кон доктор, вербална или не знам, дури трагично некојаш заврши. Така. Значи, многу често сметаме дека некои работи ни се така, од Бога дадени и тоа е тоа. Меѓутоа, јас сум бил свесен и претходно дека треба континуирано да се надградуваме во секој поглед и во погледот на комуникацијските вештини. Точно е дека ние, главната работа, ние се среќаваме со луѓе цело време, значи ние не дека не знаеме да комуницираме, јас имам лично 15 години искуство како лекар, меѓутоа надградување е секогаш добро дојде. Посебно вакви добро, значи, знаете како, има обуки кои што се направени, како да помине како обука, може би материјалот не е соодветен, може би не е соодветно презентирано, во овој случај немаше таква работа. Лично им честитав на предавачот, така да стојам на тоа. Јас стареам, јас се грижам за работниците, а мислам дека здрав работник и работодавачот е по-задоволен. Тоа ја го почитувам и работодавачот. Јас го разбирам, меѓутоа јас многу читам секој ден, си ја прашувам овде artificial intelligence во телефонот, што ќе ви кажеш за карциноми? Да. Во текста. Така, во текста не е гледате нова обука, дали треба да се зачистат, кои се можеби главните проблеми? Успешните теми и предавања во кои како доктори по специјалисти по медицина на труд дадеме многу голем придонес во подобрување на здравјето на вработените и ќе се придржуваме по тоа што оваа обука ни представи да го пренесеме на терен. За жал, на теренот состојбите се сосема поинакви, има проблеми кои што се надевам дека во иднина, околку постојат почесто вакви обуки и да одржиме еден континуитет и на теренот ќе подобриме состојбата заедно со работодавачите и докторите специјалисти по медицина на труд, ќе дадеме заеднички допринос и безбедност и здравје при работа, односно групациите и инженерите, кои што го дават ризикот на работно место, ќе допринесеме заедничко состојбата да се поправи
и работниците да ги стрижиме, да бидат здрави и да работат и допринесуваат во процесот како добар човечки капитал, кој што е многу важен во ова граѓанско општество и полека чекор по чекор ќе се приближиме кон стандардите на Европската унија. Знам дека имате проблеми во вашата струка кои што сакате и да ги доставите и да... Проблемите ние ги кажуваме, Да. кои еве пораките што ги правевме овие, нели секоја група работна, правевме и препораки што треба како би изгледало, што би предложиле, што би се сменило, дали во законската регулатива, дали во листите професионални, дали во работата, дали во делот на обезбедувањето на работното место, згрижувањето на работниците во превенцијата. Даваме предлози со кои се надеваме дека ќе има слух и, ако ќе речем, чекор по чекор ќе достигнеме до целта. И се надевам дека ќе успееме. А дадовме рок 1 година. Дали се преценивме, не знам, ама дадовме рок 1 година. Тоа значи дека имаме голема желба и голем ентузијазм да успееме. 30. Сакаме да успееме. 30 ноември, значи до следната година. Следната година ќе ги бележиме резултатите и ќе ги кажеме резултатите кои што сме ги добиле. Ако нема резултати, нема успех. Се ова направи. Това е телевизијска бе? Не е телевизија, ова е за МЗЗПР. За каде? За здруженијата. За здружение, ако е за здружението, Па да. не е проблем.